Драги гледачи, наш соговорник во оваа емисија е господинот Зоран Митрески. Дел од вас го познаваат како еден од кандидатите за градоначалник на општина Прилеп на минатите локални избори, но во оваа емисија со него нема да разговараме овој пат за политика, него за она што е негова експертиза, а тоа е енергијата. Господине Митрески, добре дојдовте во ова издание на Инфорегион. Добро сум ви нашол и ви благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Баш на таа тема на која што се чувствувам најкомфортно. Токму така, ваша област е енергетиката, а Македонија моментално се наоѓа во енергетска криза. За само еден месец се потрошија 16 милиони евра од тоа што државата на еден начин крадешком земаше енергија од европската енергетска мрежа. Немаме ниту одблизу производство на електрична енергија во државата, собствено производство, колку што се дневните потреби. За еден месец, освен овие 16 милиони евра, дадовме и 40 други милиони евра за увоз на скапа електрична енергија. Од нова година се најавува исто така поскапување на електричната енергија. Како држава се најдовме во една ваква незавидна положба? Може би луѓето, функционерите кои што се надлежни за енергетската ситуација во Македонија, веројатно не се ја завршиле нити домашната, нити училишната задача. За да се најде земја во ваква ситуација, тоа е, ние сме земја каде што имаме можности за произведување на електрична енергија од сите обновливи извори, не само од сончева, тука имаме хидроенергија, ветерна енергија, биоенергија и сите тие во комбинација, кога би сме своевремено и навремено реагирале, ние не би сме биле во ваква ситуација. Јас неколку години поминав во убедување на правните субјекти дека не постои начин тие да бидат добра фирма ако увезуваат 40% или генерално на ниво на држава. Ние увезуваме 40% енергија, а имаме можности тоа да го правиме. Секоја држава која увезува огромен процент енергија нема како економијата да биде стабилна. Тоа што е тоа денеска, што нас не се случува. Како што кажав, ниту одблизу не ги задоволуваме потребите со собствена произведена енергија тука во државата. Главниот наш енергетски комбинат, РЕК Битола, во моментов нема јаглен. Нема јаглен поради тоа што нема јаглен во рудниците, што се околу комбинатот, или пак едноставно некој не си е сработил работата и не го ископал јагленот навреме, па за оваа грејна сезона да имаме доволно потребни количини. Па веројатно оно што кажав сега пред малце, некој не си е завршил својата работа, затоа што колку што јас знам своевремено РЕК имало залихи за неколку месеци, многу месеци, а додека сега живуркаме од месец за месец или од ден за ден, што сите знаеме дека нели после есен доаѓа зима. Како ние не сме спремни и секош не изненадуваат. Изненадени сме дека во зимно време немаме доволно складирана енергија или нели кјумур, како да го кажам, нели јаглен, фосилни горива и сега се наоѓаме дека трошиме во зимно време повеќе енергија од колку што може да произведеме. И нормално дека сме во колапс. Очекувајќи можеби да ја увезиме таа енергија, меѓутоа сите земји околу нас имаат истата криза. И тога се појавува ситуација да тие не се во состојба да ни ја дадат таа енергија, без обзира што ние се обидуваме малце по мангупски начин да крадиме таа енергија, али ако веќе немаме своја, тоа е тоа. Се најавува повторно стартирање на реконслуме и ТЕЦ Неготино. Дали тоа на некој начин може да го амортизира ударот од оваа енергетска криза? Ако имаме скапа суровина, нема како енергијата да биде ефтина. Ако немаме доволно репроматеријали или суровина за да ја произведиме таа енергија, повторно се наоѓаме дека не можеме да ја произведуваме 24/7 или пример за зимскиот период, пошто немаме обезбедено токава количина на материјали, нели, енергија за да може да функционираме до пролет и да ја надминиме оваа криза. Значи живееме од ден за ден или од месец за месец. Најавено дека владата помага требаше да биде до 20 ноември, меѓутоа го пролонгира помагањето со огромни средства, кои што сепак тоа се наши средства, да компензира во цената на електричната енергија. Меѓутоа после 1 јануари тоа би било десперадо во однос на цените за електрична енергија. Колку вие како експерт очекувате дека ќе пораснат цените за електрична енергија? Па сега моментално околу 300 евра за мегават час.
Значи до пред неколку месеци, 2-3 месеци, значи тоа беше околу 40 евра. Значи ако ние имаме стабилна некоја економија на 40 евра и горе-долу си планирале дека 40 или 50 или 60 евра може би да бидат одржливи за сите фирми во Македонија. Меѓутоа сега се наоѓаме од тие 60 евра до 300 евра, не постои економија што може да го издржи тој удар. Процентуално едно домаќинство колку би платило повеќе на сметката околу? Па најавени се околу 20%, меѓутоа мислам дека тие 20% ќе бидат многу повисоки. Исто така за правните лица кои што своевремено плаќаа 2,7 денари, 3,5 денари, 4 денари, сега сметките им се дојдени предходните месеци на 11 денари по киловат час, другата сметка на 18, а сега веќе сите кои што се на слободен пазар се 24 денари на киловат час. Замислете, 3 денари, 24 денари. Која економија тоа би можело да го издржи? Да се навратиме уште кратко на тоа, на недостатокот на јаглен. Имавме отворен повик на кој што се најде само околу 90.000 тони на јаглен, кои што треба да се увезат од Албанија, а за да работат нормално и РЕК Битола и РЕК Остроме ни требаат околу уште 900.000 тони на јаглен. Повикот на АД ЕСМ е отворен преку целата грејна сезона, но прашање е дали некој воопшто ќе се пријави. Сите околни земји околу нас, како и на глобално ниво, сите сне во некоја економска криза, не само економска, него енергетска криза. И така да некој да ни даде толкави количини на јаглен, а и тој има своји собствени потреби, а и тој има некоја криза, не верувам дека тоа би се случило за да бидеме потполно задоволни со потребните количини на енергија. Така да неминовно ќе се јави некоја рестрикција преку зимскиот период или може би повторно би сне, да кажем, краделе од таа меѓународна линија која што оди од Грција нагоре. Тоа не е дозволено, тоа не е одобрено од Европската заедница. Добивме, колку што знам, 8 опомени, меѓутоа и ние понатаму го правиме тоа што најдобро знаеме да го правиме. За минатиот месец се добиена 16,5 милиони евра за таа потрошена енергија и кога се добиват 16,5 или пример претходните околу, ако не се лажам, околу 40 милиони евра, тоа се пари. Значи, кога тие пари би се смерили во субвенционирање на овие системи, не само реко фотоволтаици, него и оние другите од обновливи извори, сите тие заедно во комбинација би били како некоја си базична енергија која што моментално РЕК ја прави. Меѓутоа, РЕК со Парискиот договор имаме обврска да го затвориме до 2030 година. Тоа сите ние го знаеме, да не се заложуваме дека ќе направиме ремонтирање на блок 1, 2, 3, кој што би требал подолго време. РЕК мора да се затвори до 2030 година, со тоа што мора да најдеме начин како да се замени енергијата што е произведена од РЕК да добиеме базична енергија. Она идеја што своевремено беше замислена да учествуваме со одредени средства во атомската централа во Белење со 2,5 милиарди евра, тоа беше апсолутно нонсенс. Меѓутоа, веројатно, одредени, мислам, тие функционери кои што алудира на таа ситуација се свести дека имаме отпор тука, затоа што нели кога финансираме огромни средства некоја соседна држава, а немаме значи повторно нема тоа да ни биде собствена некоја енергија, нема како да функционира. Или сега, пример, да кажеме дека француската, конкретно са француската компанија која што кај нас сака да инвестира огромни, барем тоа го гледам преку медиумите. Меѓутоа преку медиумите претходни години гледавме дека Осломеј пред 3 там години ќе се гради фотоволтаична централа со 10 мегавати. Немаше ништо од тоа. РЕК Битола ќе се инсталира 200 мегавати. Тоа се години се зборува. Меѓутоа, ако тие години нешто би се направило, немаше да дојде до оваа ситуација. Токму тоа сакам да ве прашам, веќе се најавуваат големи инвестиции во обновливите извори. Една она што е спомнавте, француската компанија која што треба да гради една огромна сончева централа на местото каде што требаше да се гради карго аеродромот во Штип. Тоа е во најава, исто така во најава има во ТЕЦ Остроме, како што спомнавте, во РЕК Битола, на повеќе други места, но тоа ништо. Кој е вашиот став околу сите овие најавени инвестиции во фотоволтаиците, кои што на еден начин се и ваше поле на работа? Градба на поголеми системи на фотоволтаици во близина на оние почетни точки каде што се главните произведувачи моментално на енергија, каде што се Осломеј, РЕК Битола, ТЕЦ Неготино, пошто таму поаѓаат оние главните линии,
таму е најатрактивната локација за изведба и наједноставна. Меѓутоа сега се појавува ситуација околу тој аеродром каде што, нели, тоа беше идеја како идеја, само се плашам да не биде и ова идеја како идеја. Ја не знам дека е нешто по-конкретно подпишано некои си детали, пошто многу нешта се кажани дека би биле, али времето поминува. Времето поминува, а за таа сметка кога ние носиме некоја надворешна фирма сега. А претходните неколку години јас и моите колеги што се од истата дејност не носеле во Македонија партнери кои што сакале да изведат 30, 50 или повеќе мегавати. Во тоа време тие беа одбиени, затоа што кажале дека вие не можете да дојдете овде да ставите каде што сакате. И сега доаѓа некоја компанија каде што не 30-50 мегавати, него 400 мегавати го кажуваме како стратешка идеја, стратешко решение за Македонија во енергетскиот систем. Ја мислам дека стратешко решение за енергетскиот систем да се задоволат нашите граѓани. Затоа што тоа е стратешко. Значи, ако имаме среќни луѓе тука во Македонија, ние имаме среќно општество. Еве, конкретно, имаме над 120.000 покриви за физички лица, кажам, да не ги спомнам овие прави. На ниво на држава? На ниво на држава. Значи, да не одиме до крајности, да кажем околу 100.000 покриви од физички лица, кои што и нова партија, што е моментално на власт, доби еден добар дел гласовите поради тоа ветување своевремено. До денеска не е тоа реализирано. Ставено во законските акти дека до 4 киловати, меѓутоа скоро неизводливо во практика да функционира тој систем. Значи, тие 100.000 покриви, кога би им се дале, не повеќе, по 5 киловати, значи имаме ние 500 мегавати инсталирана енергија. Имаме 100 покриви, тоа се помножени по 4 примешлени, 400.000 задоволни граѓани. Тоа би се го нарекол стратешка акција. Како е моментално регулиран пазарот на струја во Македонија, она што го зборувате, секој да си инсталира на својот покрив, да произведува за себе си, а вишокот да го продава? Дали е тоа возможно? Како е тоа регулирано за физичките, како за правните лица? За правните лица порано беше дозволено да инсталират енергија од себе за себе, не им беше дозволено да продаваат. Меѓутоа во законските акти, каде што пред кој што се во функција скоро 2 година, значи може да инсталираат до 30 мегавати без никакви проблеми на своите покриви, кои што дел од нив би били за покривна, мислам за своите потреби, а дел би биле за продажба. Значи тоа функционира. Продаваат фирмите струја? Да, продаваат. Тоа е добро. Мислам, ја го поздравувам, сепак, таа идеја, не само идеја, него таа практика веќе ја поздравувам. Меѓутоа, за разлика од правните лица, физичките лица се деградирани скроз. За разлика од сите околни земји кои што се околу нас, нели имаме ние тенденција да се приближуваме према европските закони. Зошто тоа не го регулираме? Зошто сите тие што се таму одговорни функционери се плашат да го постават тоа прашање? Добро, имаме проблем со енергија. А стотици, илјадници луѓе се заинтересирани своите покриви да инсталираат. Меѓутоа, поради лавиринтот од законските проблеми, бирократските проблеми, едноставно никој не сака да инсталира со размера на енергија и затоа луѓето си прават со систем со батерии кој што не го решава енергетскиот проблем кај нас. Си ја чуваат произведената електрична енергија во батерии дома? Да. Затоа што ако излегува на пазари, на слободен пазар, не е возможно таа ситуација да му се исплати. Конкретно него во оваа ситуација, сега моментално, по оние, кажеме, на слободен пазар 24 денари по киловат час. Значи, таа енергија тие си ја складираат и ја користат ночно време. Така да повратокот, ако беше своевремено, и за физички, за правни лица околу 9 години, да речеме, сега со оваа ситуација, со овие вселенски цени, повратокот на инвестиција би бил 3, 4, 5 или 6 години најмногу. За 6 години нешто да инсталираат, а животниот век на панелите им на над 60, 70 години. Па тоа е нешто прекрасно. Значи, после 6 години вие добивате енергија која што би била 0 денари. Сега, за сада сметка, ние носиме стратешки партнери кои што би граделе некоја централа, 400 мегавати, се извинувам, меѓутоа ние не сме собственици на тоа. Тие ќе бидат собственици нормално се вели со некакво јавно приватно партнерство. Да, дефинитивно. Меѓутоа, ние како такви се уште ќе бидеме зависни од волјата на некои одредени функционери во Македонија, како и на собствениците на таа компанија.
Значи, како обичен човек, ја што тоа гледам. Океј, денеска ќе биде таа цена, утре ќе биде некоја друга цена, која што ние како такви ние нема да ја регулираме цената, него едноставно како ќе ни биде наложено така. А Македонија е на најдобрата локација за изведба на овие системи. Жалосно е што ние масивно или стратешки да го кажем не правиме услови, не креираме услови за што помасовна изведба на овие системи, затоа што ја ви гарантирам дека Македонија, ако се концентрираме на што поголемо производство, ќе биде Саудитска Арабија на Балканот во однос на производство на електрична енергија. Би сакал само да се навратиме, спомнавте 4 киловати. Едно домаќинство во моментот според законот може да продава струја на слободно? Не, тоа е инсталирана енергија која што е ограничен да има за себе. Значи, ако е посиромашно семејство, значи тие, да речеме, околу 4000 евра. 4000 евра му се многу да ги плати. Ако е некое семејство поголемо семејство или помоćно семејство, тие 4 киловати за него не значат ништо. Затоа што ако инсталирана енергија 4 киловати, во реалност добиваме 2,5-3 киловати во некои добри некои моменти, нели? И така да тие помоćни семејства и каде што трошат многу повеќе енергија, тие 4 киловати не му значат ништо. Значи, Значи само толку смее да произведе, така? Толку смее да инсталира. Да, а производството е веќе друга ситуација, каде што ние не зависи од метеоролошките услови околу нас. Меѓутоа, кога околните земји имаат, нели, ги следат оние европски закони, каде што веќе им е дозволено да инсталираат до 50 киловати како физичко лице. А ние сме ограничени до 4. За која кажуваме тактика за да излеземе од оваа енергетска криза. Нема излегување. Сега додека се однесуваме како да живееме од ден за ден. Нели, мора да ја планираме таа ситуација од нас, за наредните неколку децени кои што доаѓаат. И зошто не смени таа законска регулатива, зошто не им се дозволи на домаќинствата да инсталираат како што е тоа регулирано во соседните држави? Па веројатно се работи тука за некои моćници можеби кои што не им одговара оваа ситуација, затоа што енергетиката е еден од најважните бизниси во светот што се случува, исто како во денешно време фармацијата или примерувањата индустрија или било која индустрија која што меѓутоа сите тие индустрии зависат од енергијата. И така да веројатно некои функционери кои што се директно поврзани во оваа дејност едноставно подобро или поинтересно им е, нели, да бидат пример што помалце главни производители отколку да бидеме 200.000 пример производители на оваа електрична енергија кои што би ги задоволиле личните потребите на државата, дури да имаме доволно енергија за продажба. Значи вие практично целиот излез од оваа енергетска криза го гледате во отворање на пазарот, односно дозволувањето да се инсталира на покривите на колку што спомнавте 100-120 илјади домаќинства на ниво на држава, кои што би произведувале струја и за себе си, него ќе имаат можности истата и да ја продаваат. Апсолутно, затоа што кажав, нели, и во неколку наврати сум кажал, ние сме на таа геостратешка положба каде што имаме перфектни услови за производство на електрична енергија, конкретно од соларни системи. Зошто тоа не го правиме? Зошто тоа воопшто не се дискутира, нели, во јавните медии, во владата, во тие соодветни институции, каде што досега ние претходниве години кога веќе ова нон-стоп, јас и моите колеги го ставаме како тема број 1, надлежните функционери се оглушуваат на тие. Тоа се, мислам, конкретно фирмата која што нас не обезбедува, да речеме, еве постои во Бугарија. Меѓутоа таму е дозволено. Меѓутоа таму имаме 3 главни обезбедувачи пример на електрична енергија кои што сите се усогласени, тоа го има во Бугарија. Ние кажуваме дека мора да ги следиме европските закони. Кој е европски закон? Мислам, се додека не се либерализира и да се упрости процедурата за добивање на лиценци, нема како да одиме напред. Затоа што доста фирми, секој ден сум јас во разговор со фирми каде што сакам да ја инсталирам, неа проблем, се нарочно со денешниве цени каде што претходниве неколку години се оглушуваја, каде јас сум задоволен, пример 2,7 или 3,5 денари во ред, неа проблем. Меѓутоа да инсталирам не ми одговара, меѓутоа по денешниве цени и тоа како им одговара да го направат. Ама бирократските процедури за
добивање на лиценци во сите тие институции се макотрпни, се толку се комплицирани и непотребни, кажам. Меѓутоа, сето тоа кога би се направило во поупростена верзија и пак да ги добијаат информации дали ќе биде регулаторна комисија за енергетика, дали ЕВАНА, дали МЕПС, по скратена постапка, каде што секој службеник од тие фирми би можел да ги среди тие документи и да аплицира. Колку граѓаните денеска во Македонија произведуваат ваква енергија? Дали имате некаква статистика? Како минимално, скоро никако, затоа што има некои графикони за производители по земја, за електрична енергија од обновливи извори. Ние воопшто не сме ни на тие листи, едноставно нема како да не постоиме. Од 100 земји, ги често мислам, не често него, редовно ги следам тие ситуации каде што тие 100 земји во светот воопшто ние никаде не сме. Не само за физички лица, за правни лица. Со тоа што се надевам дека во наредниот период можеби одговорните функционери во енергетиката ја научија лекцијата дека сепак енергетиката е крвотокот на нашето општество. Без соодветни хирузи за тој крвоток ние ќе бидеме слепо црево. Слепо црево за индустријата, слепо црево за генералното живење на нашите деловни субјекти и така. Значи Македонија е земја на сонцето, но без производство на енергија од токму тоа сонце. Апсолутно, жалосно е тоа што се случува, али тоа е реалност. Ние ве за крај да сумираме кратко, според вас, што треба итно да се направи за да ја надминеме оваа енергетска криза и како би можело да се случи се до тоа? Додека им се даваат услови, перфектни услови, некои странски инвеститори, додека им се даваат субвенции, сигурно дека кој да дојде кај нас, странски некој инвеститор ќе им дадат поволни услови. Зошто тие поволни услови да не им се дадат дел физички лица, дел правни лица? Имаме некои си средства добиени од енергетската заедница, да речеме, од Европската унија, нели? Некои одредени банки, меѓутоа не сите банки располагаат со тие средства, каде што со минимални каматни ставки, да земи пример кредитирање на 10 години, еве сега слушам дека таму има некои банки кои што нудат кредитирање со 1,67%, што е тоа феноменално. А до сега скоро тоа не беше возможно. Меѓутоа, сите тие фирми кои што се заинтересирани, им апелирам, не некогаш, не да прашаат таму дали овој систем функционира, да, овој систем функционира. Подхитно, денес, да преземат активности, затоа што оваа ситуација, оваа криза нема да заврши до 1 јануари, нема да заврши до март месец, некој секоја криза трае. Само зависи која земја, колку брзо ќе излезе од таа криза. Ако ние реагираме на времено, благовремено, не утре, него денес, сега, овој момент, може би нешто ќе спасиме. Уште еднаш, колку би можела Македонија да произведува електрична енергија доколку 100.000 домаќинства инсталираат ваков систем на своите покриви? Значи, овој систем што наводно е договорен со французи, тоа преку разни медиуми гледаме дали е тоа 300, 350 или 400 мегавата. Еве 400 ка биде. Меѓутоа, ако се дозволи само на физички лица, на 100.000 покриви, по минимална цена, по минимална енергија од 5 киловати, ние добиваме 500 мегавати, веќе проблемот е решен. Зашто таму да му се дава субвенции или перфектни услови, овде имаме покриви кои што нема потреба на земја да ги ставаме, треба да сватиме дека ние сме земјоделска земја. Моментално, пример, доста парцели се напуштени, меѓутоа ние сме сепак земјоделска земја. Значи, оние категории, прва, втора и трета категорија, тие се законски заштитени, стратешки заштитени, тие се за производство на храна. Не сме воопшто да се дискутира за да им се даде фотоволтаици кои што таа површина би ја окупирале наредните 60-70 години. Имаме брда доста од 4-та до 7-та категорија, да, али имаме толку покриви, а ние одиме на земја. Некако, тоа не е логично, нели? Да се надеваме дека наскоро ќе смени целата оваа законска регулатива и дека ќе се послушаат апелите на експертите како вас и дека Македонија конечно ќе почне да произведува доволно електрична енергија своите потреби од обновливи извори. Секоја земја која што произведува сопствена енергија, независно од увозната енергија, таа е среќна земја, таа е економски јака земја. Економски јака земја значи среќни граѓани. Или воспротивно, имаме несреќни граѓани кои што младите, кои што животот сака да планираат во оваа земја, меѓутоа кога гледаат дека нема перспектива, заминуваат. Замина
И на пролет, ако ништо не се превземе, нешто конкретно за вработување тие млади луѓе, голема река од Македонија ќе заминат млади луѓе и за едно 20 на години може да се запрашате што би се случило со нас. Господин Митревски, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата уште еднаш. Драги гледачи, тоа беше Зоран Митревски, експерт по енергетика. Ние се гледаме во наредното издание на Инфорегион.